Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска Светата Црква Божија не бања во водите на радоста, благодатта Божија. Тука денеска на ова света литургија среќавам браќи и сестри мои кои што ми донесоа невидена радост. Но таа радост која што ни доаѓа од сите, а извор на радоста е изворот на животот, самиот Бог за своја основа го има денешното свето Евангелие и денес славениот апостол на Светата Црква Божја Андреј, првозвани, за кого што чувме и од Светото Евангелие, ама и од краткиот хагиографски запис за него, дека за татко го има стариот Јона, а за брат го има светиот апостол Петар. Јона е таткото на двајцата синови своји, родените браќа Петар и Андреј. Со тоа што Андреј е човекот што секогаш имал афинитет кон Бога, имал потреба да му служи, да го слави Господа со целиот свој живот. Така, од краткиот хагиографски запис дознаваме дека светиот Андреј веќе го слушал, ги слушал беседите на свети Јован, претеча. Затоа што го следел и себе си се сметал за негов учен. Но во моментот кога светиот Јован продром се сретнал со Христа Господа и со рака покажал на него, кажувајќи ги зборовите: еве го јагнето Божие кој што ги зеде на себе гревовите на светот. Че во тој момент светиот апостол Андреј се сметал за повика да тргне по Христа Господа. Го остави од свети Јована и тргна по оној кој што со целиот свој живот му го подготвуваше патот на Христа Господа. Тргна по Христа Бога. Светиот Андреј затоа и се нарекува првоповикан или првозван. Првозван не е ниту српски, ниту марсовски збор, тоа е црковен поим кој што е запишан во црковните книги пред се со црковна и хагиографска содржина, поетска и хагиографска содржина. Жал ми е што ние измислуваме нови поими за кои што сметаме дека се по-македонски. И на тој начин го туркаме нашиот јазик во еден свет кој што е далечен од светот на кој што тој јазик му припаѓа. Тој јазик е јазикот на црквата, а јазикот на црквата составен од словенските народи е црквено-словенскиот јазик и ние треба да се подпираме што е можно повеќе на тој јазик, особено сега кога настанаа бројни спорови околу нашиот идентитет и нашиот јазик. Што повеќе црквено-словенски, изворни црквено-словенски зборови
Нашите интелектуалци треба да користат во својот творечки јазик. Особено затоа што јазикот на словените во црквата е јазикот на македонските словени од Солун и околу Солун. Тоа е необорив факт, кој што токму овие делови треба не знам колку пати на ден да се повтору, за да сватиме кој сме, зашто сме, чии сме. Простете ме на ова дигресија, ама просто не може да не се каже истината сега кога повеќето од нас паѓаат во тешки заблуди по прашањето на своето етничко потекло и по прашањето на својот јазик. Истото тоа ни се спрема и по прашањето на нашата вера. Па утре веќе ќе се постави прашањето дали сме или не сме православни, дали е Цариград патот по кој што треба да се оди, или пак оној пат што го трасираа светите браќа Кирил и Методи и нивните свети ученици. Тоа што го предмалку го нарекохме јазик на Светата црква православ. Браќа и сестри, тие прашања ќе мораме правилно да ги одговориме, зашто тоа зависи дали ќе не има или ќе не. Од нив бегање од одговарањето на тие прашања нема и не може да се побеги. Но да му се вратиме на Светото Евангелие и на Светиот апостол Андреј, прво зван или прво повикан, како што е згодно. Свети Андреј е голем мисионар на Светата црква Божја. Тој делувал на географските предели или простори зафатени од славната Византиска империја. Во нив или кон нив гравитираат и балканските простори, особено географските предели на денешна Русија. Можете да замислите колкаво е покрстителното дело на Светиот апостол Андреј Првозван. Колкава е неговата заслуга за ширење на христијанството, христијанската вистина, на христијанската философија на живење според Богочовекот Христос. На таа тема се напишани илјадници страници историски расправи. Но денеска ние од сето тоа извлекуваме есенција, тоа што се вика капка, концентрат на се она што за денеславениот апостол е напишано. Во денешното Свето Евангелие пак чувме како Христос Бог излекувал една жена која што цели 18 години боледувала од тешки болести, поради кои што целата била свиткана и не можела да се исправи. Цели 18 години ја барала помошта на браќата и сестрите во светиот Ерусалимски храм и никој не ја подавал ниту рака, ниту помош. И еве се случи Христос, знаејќи го сето тоа, да дојде во храмот и пред сите гласно да ја каже дека се ослободува од робството кон својата болест. После што таа станала слободна во Христа Господа и слободна од оковите на страшната болест од која што боледувала. Но тоа што Христос го направи во присуство на целиот народ и во присуство
на првосвештениците на Ерусалимскиот храм, беше соблазнително за самото свештенство при храмот, кое што се осети погодено и посрамено заради неможноста за сите тие 18 години да покаже љубов и грижа кон таа жена и да ја ослободи од претешката болест. Не сме и не треба да се заборави дека жената 18 години жеднеела по своето здравје, не можела да го добие, зарад нељубовта се разбира на луѓето со кои што била окружена. И токму затоа, победата што Христос ја извојува над страшната болест, свештенството при храмот ја дочека со невидена злоба и завист. И затоа веднаш се фатија зад една глупава забелешка. Како може Христос да ја излекува таа жена во саботен ден? Зарем неделата нема 7 дена? Зошто тоа не се случи во другите 6 дена од седмицата, туку во денот, кога според заветниот библиски закон се бара одмор од секоја активност, од секоја физичка и секаква друга работа. И тогаш Христос тоа обвинување свештенството јавно му го упатија на Христос во присуство на целиот народ. А Христос застана пред тие луѓе и ги соочи со сета нивна вистина, нарекувајќи ги лицемери. Правото име за тие луѓе. Лицемери. Та зарем секој од вас во вашите домови во саботен ден не ги одврзува своите говедчиња и не ги води да се напојат вода? Ако тоа го правите со јунчињата, со кравите, со овци, во еден, во денот за кој што тврдите дека не сме ништо да се работи, за да ја угасите нивната жет, зашто од нив живеете, тогаш колку повеќе треба оваа ваша сестра, која што цели 18 години е врзана од својата болест, да ја одврзиме и да ја ослободиме во саботен ден. И никогаш не сме да се заборави тезата што Христос многу пати ни ја кажува во светите евангелски перикопи и четива. Не е човекот создаден за саботата, туку саботата е создадена за човекот. Не е човекот создаден за времето, туку времето е од Бога создадена категорија за да му служи на човекот и неговото спасение. Амин. За Богу.